против кандидатот, во разни ситуации ги менува своите ставови. Тој е единствен што јавно изјави по признавањето од Америка дека ние треба да ги прекинеме преговорите, па подоцна го промени ставот дека треба да ја прифатиме двојната формула, па подоцна дека извештајот на кризната група е во наш прилог, точно во наш прилог, меѓутоа сето тоа наведува дека кандидатот нема конзистентен став, ги менува ставовите во однос на ова клучно прашање во тоа какви се околностите и какви се приликите. Ако се сака да се биде председател на држава, мора ставот да биде истраен, да се држи до крај. Тоа бидејќи ја зацврстува преговарачката позиција на нашата земја. Со менување на ставови, со правење отстапки, само ги зголемуваме максималистичките позиции на другата страна и која, освојувајќи го тој простор, стартува со уште по-максималистичка стратегија. Така да неговите ставови ја ослабуваат нашата преговарачка позиција и доведува да Грција да смета дека навистина немаме изградено цврст став од државата во однос на ова прашање и особено треба да му јасно дека неговиот ментор Црвенковски се согласи исто така за компромисот кој беше понуден од Нимиц на Букуреш, меѓутоа се заборав да се истакне дека нашите олеснувачи и пријатели кои помагаа пред Букуреш се согласија дека тоа ќе оди на референдум и го пофалија тој став дека сепак народот треба да ја прифати таа одлука.